Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Миловски. Како што најавив, денес гостин ни е легендата на македонскиот шах, мајсторот Христо Кизов, а и неговиот син со него, интернационалниот мајстор Артемис Кизов. Многу ми е мило што сум во друштво прво со мојот прв шаховски идол, Христо Кизов, и второ што тука е семејството, најшаховското семејство во Македонија. И сега јас кога бев дете, ова е мојата генерација, јас, Иван Кочовски, Владко Петковски, нели ние бевме пионерчиња, а ти беше прва табла, беше мајстор кандидат силен, после беше стана и мајстор, се разбира, и беше еден од најсилните играчи во Македонија. И ти нам ни беше идол. Значи, кога седнеш на прва табла со цигарата, онака убава со свој специфичен стил, и седиш, и ние децата не само што се одушевувавме зашто играше ти многу убаво, туку како треба да се размислува, кога ќе седнеш фино, кога ќе се задлабочиш. Значи, ние учевме гледајќи те, секој твој потек беше снимен како на овие камери модерни денес, знаеш, од нас децата. Се впивавме ние, како треба сериозен пристап кон играта, фино, промислено се, без брзање, значи критичен момент, па како што ќе дојде кај што е се појасно, тука побрзо, па после пак негде, значи, и така натаму. И било вистинско уживање кога во некои пригоди, значи ќе го прашаме некој ќе ни каже нешто, ќе ни покаже, ќе ни раскаже, а кога ќе извини. Да. Кочо, ми се чини со Тоа кажува. Тоа кажува се. Владко Петковски докторот. И јас и Кочовски ние бевме генерација, ние бевме тројца деца кои што игравме на младинска табла. Нели се играше 6 сениори, 2 жени и 2 младинци. Така? Да. Значи, тој е жените без мојата Па види, за женската екипа имаше едно, и Лидија играше, господја Лидија, не знам Лидија колку играше, дали играше за ФЦ. Ја не сум сигурен. Само за тетак си за студент. Не, ја мислам дека Лидија не играше, играше една Димче жена едно кусо време. Студент, мајка ми има игра за студент и за тетакс. Да. Они всеки се запознаваат, така што Велика играше малку време и имаше некои помлади, во женската екипа, ба тие се менува, имаше една девојка студентка од Куманово. Дури јас сум ги подзаборев. Значи, женскиот дел од екипата не ни беше толку силен, дека, а после, например, се сеќавам на Лилија Лазаревска, која што беше супер, и добро играше, и добро изгледаше, таа беше наша генерација. А претходно игра, освен Велика, можеби, значи, некои млади луѓе кои што не продолжуваат да играат шах. Така беа како, нели, повремено беа во шах. Ама ние бевме во машката, сениорската екипа беше добра, играше Стојковиќ, па играше Жужеловски. Кога влегов внатре, гледам како децата неизини, три или четири керки имаше. И тие керките, сакаме да го видиме Ристо. И толку беше, не знам како спие, во секој случај, многу неудобно, знаеш. Многу неудобно, јас не само за нас, за сите играјци. Да. Ами ти колку години имаше тогаш? 4-5 години или? Не, повеќе, едно 7 години. Која година ти ја помина границата? Која година беше? Па се не можам точно да... Четврта си роден, така? Да, Па, ако си имало, да речеме, 6 години, било 50 година. Тоа. И ти викам, често пати, одејќи, за мене многу се ми е во меморија, во памета. Во меморија. Беа воловите, кравите, сите, требаше да излезат по нивите долу, или што? Не, да пијат, на поило. Да, и една, што чекаш, вика, да не ги уничиш, таа не знаеше кој е, таа една наша. И ти викам,
тоа беше и стигнавме до со конј. Со кој? Со конј до Лерин, од Лерин до стасионот. Стасионот, знаеш што е? Па некој као собирно место, нешто. Се качевте со тие власите и тие ме однесоа со тие власите. Те земале со нив, биле двајцата, те земале и тебе со нив и така е испаднало згодно. Било сосема неизвестно како ќе биде, да. Било неизвестно како ќе биде, па се погодиле власиве згодно и така испаднало добро, да. Да. Во Прилеп отидов кај еден што постои уште и денес, ама тоа веројатно е тој син на тој и отидов, ми кажаа дека кај има книги и јас напишав во тие книги. Напиша писмо до некоја библиотека, до некој, она да ти пратат книги, да можеш да учиш, да ги играш партиите или нешто. Да. И така почна тоа. И добили одговор, добили назад. Добили тоа. Добив од Патко Пашко Пашко Франичко, што беше секретар на Федерацијата на Македонија тогаш. И там после се усилив, што се вика, напишав јас кое по да се гордивееме со македонски или со руски. Јас бев Аха, така ли? И така. Па стигна и други некои чудеси. Имаше книги за шах, не можам да ги кажам тие. Еден човек ги чуваше тие шаховите, јас одев, ама му кинев. Едноставно, ќе се матка тој лево десно, јас црп. Ке скинеш некоја страница да можеш да читаш после да... Да. И тоа беше. И на крајо се зашлени во Прилепскиот клуб ли, кај прво се зашлени? Прво во Патако, во Прилеп. Прилеп имаш градски шаховски клуб. Во Прилеп и кога се качував по скалите или што? По скалите и вика, ова дете не знае, ама многу теорија знае. Не знае да игра, многу теорија знае, да? И така. И ти тогаш прво ги запозна прилепските шахисти, и тогаш Џајко играше ли шах, почнат беше Дулев и тие? Имаше доста, да ти кажам. Џајковски, имаше еден... Тамо има Дулев, па Цанко Слепиот, па... Сите тие ми тогаш другари. Се дружеше со нив и со нив разменуваше искуство и да заедно. Народот ме прифати како човек, знаеш. Како човек на разни одев, на разни, како ги викат, нивни, знаеш... Средби. Или слави, мендели слави, да. И одев со нив, сите ме прифекаа. Те прифаќаа сите, значи како... Да, како нивни. Како нивни, да. И така беше тоа после. Иначе овој... Како реков? Па рековме Џајко, рековме Атанас Дулев, рековме... Не беше од Прилеп. Не, он е Мариовец, не ли? Марио. Да. И така, учеше тој, и брат му учеше, солидно учеа, бистри беа. Бистри, па и на крајо, па и даскали биле во Марио. И јас сум бил таму и стварно интересно сум бил стар веќе. Ко порасна веќе, ко беше поголем, да? Тане и Атанас
еден егеец, не ми текнува, умре и тој жена му умре сите. За тоа не Дулев. 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 Ивановски се презиваше, па Дулев. Да, нели? Дулев, да. Шампион требаше на крајот од турнирот. Во финишот со кого? Имаше важни средби, некој со некој во финишот или што? Софренски, сите такви типови. Сомнителни. Сомнителни типови. Се знам кога се шегувам, да. Сите силни овие играчи. Чекај се. Како беше турнирот, да. Турнирот беше интересен. Лидија беше во Скопје, во дома на таа. Лидија жената ти, за кога зборуваш? Да. Да. Ако победи тој, овој како се вика бе. Лидија те мотивираше ли се како кога ако победиш? Не, дома беше. Дома беше таа. Кој ако победи? Не. Од Битола, од Џајко? Џајко. Ама тој е последната Ако победи партија. Џајко, ќе биде првак на Македонија. И јас победив. И ти стана првак. Ја. Значи таа партија била во последно коло и решавала кој ќе биде шампион на Македонија. Била супер важна партија. Така. Не се. Не се. Ти кажи ми, ти како ќе кажеш за таа партија? Била важна, но како беше таа партија? Слушај, Борбена партија со пресврти, што твое видување, остекало некој што. така беше и сите така и овој главниот во Македонија Софревски и тој изгуби од мене и сите понатака. Колку треба за да бидеш првак, знаеш? За да бидеш првак треба бајби треба. Ја, Треба и јаките да ги тепаш, барем некој од нив да ги тепаш и важните партии. Почитувани, нели, проаѓа времето, Ристо денеска 44-та роден, има веќе 70 и колку години? 76. 76 години. И се разбира дека ние зборуваме за давно минати времиња и така натаму, но тука е Атанас Кизов, интернационалниот мајстор, неговиот поголем син. Инаку и помалиот син, Владко Кизов, е силен мајсторски кандидат, исто може поише да постигне во шахот. Воопшто во тоа шаховско сцена исто ваше, да споменеме нели и твојата сопруга, твојата жена Лидија Кизова, која што исто беше шампионка на Македонија, за жал покојна. Значи на комплетно шаховско семејство и не само тоа, туку Владко Кизов и неговата жена Александра исто така играше шах, многу успешно беше олимписка репрезентативка и така натаму. Па шахот придонесе сега таме и Владко да живеат од шах, да даваат, да бидат нели педагози, да даваат часови и така натаму. Значи шахот има големо влијание во твоето семејство. Значи големо влијание и не да кажам, некој шах ќе игра, некој фудбал ќе игра. да, но од генерација на генерација обично, па кај шахот е, да речеме, карактеристично што големите шахисти многу често имале синови, деца и овона, ретко кој, односно ја не се ни сеќавам дека некој ги наследил понатаму, или да речеме Видмар и
бил интернационален мајстор, таткуваше меѓу најсилните во светот и така натаму, ама знаеш, а овде како вас и на убава целина на шаховско семејство и тоа. Секој го знал Тане затоа што да каже за резултатите на татко му повеќе треба да одмориме малку, после ќе видиме некоја партија која да порешто. Тане ќе коментира, да кажеме уште некои резултати. Ја ги помнам лигите. Лигите беа прекрасни. Кога одевме и со Колбето, и со Коли, кога одевме низ разни градови во Македонија, кога се дружевме, кога пеевме во Колбето, не знам дали се сеќаваш. И јас со нешто многу добро памтам или со возови кога одевме за Пума. Твојот толку фин, твојата толку смисла за хумор, така било забавно и убаво, мислам тоа било заборавни денови. Но за самите твои резултати индивидуални повеќе ќе го завалам Тане да каже. Ето се прво, нели зборевме за тоа од дом. Скришно учел за да им докаже на тие локалните мангупи таму дека знаете, дека може да научи. Шак им научил. И брзо игра првиот турнир тој младинско првенство на Македонија, сега не знам која точно година, каде што го победува Игничевски, Арнома не е прв, е втор. Е сега игра на локални, не на локални, тие се градски првенства на Прилеп. Каде што редовно е прв, втор, повеќето пати прв. И се и тука имало, како да кажам, сопки, да речеме, критериуме меѓусетна средба, ист број на поени со Џајковски, го победува Џајковски, втор. Без никакво образложение зашто е втор. За да не се иде за некој понатамошен турнир. И така, ама сепак, ти он тоа Прилеп него му останува во добар печат, беше сепак тие се единствени пријатели. Вчера бе во Прилеп. Вчера или не? Да, не се слушнавте на интернет. И сега се дружи таму со разни шахисти, горе-доле позитивно му искуството. Ама генерално не е задоволен од третманот шаковски, мислам, од федерација, пошто се некако по критериуми, како да кажем, не по прави критериуми, него по критериуми како некој да се пикне на некој турнир да игра. Ево спомнам на тој турнир на солидарноста, каде што тоа е стварно несватливо, се организира турнир, да победуваш и да смислат нешто. Ја мислам дека Јанчев тогаш играше, не сум сигурен, ама мислам дека Јанчев. Тане, 76-та година, ако станува збор за 76-та година, значи јас одев многу често се играше во 25 мај, дом за млади. Сега се вика Младински културен центар и така. И се играше, значи играше Карпов. Ако збориме 76-та, играше Карпов, играше Вагањан, играше Решевски, играше Тиман, играше чекај да ти кажам кој уште, Улман играше. Беше многу добар турнир. И од македонци играа од србите Ивков, играше Матановиќ, Ивков и Матановиќ. И од нашите играа Софре, Ниче, значи Ванче Георгиевски и Јанчев. 76-та година одев секој ден и гледав. Тоа знам сигурно, ако станува збор. Меѓутоа тој беше последниот турнир на солидарност. Мене никогаш не ми беше јасно зашто игра Јанчев. Знам дека често пати во публиката седевме близко или еден до друг со Танчев и не му беше јасно. Па ја мислам дека тоа е тоа. Дали тогаш ти си требал да играш? Кој наместо тебе играше на турнир на солидарност? Кој не ти даде да играш? Јанчев ли? Не Јанчев, туку отиде напушти покрај ове се што го кажува, дојде од Австралија. Како се вика тој? Панов требаше да биде. А тоа е некој од првите турнири за солидарност. Тоа е некој 60. Сега нешто се присеќавам дека Панов наместо него не учествувал на тој турнир. Не учествувал на квалификациониот турнир, он тогаш сега ми нешто ги поврзувам работите. Значи, татко ми победи на квалификациониот турнир, а Панов го кана затоа што он тогаш имал практично дали бил амбасадор во Австралија, дали нешто имало врска во Австралија. Нека дипломатска нешто имаше и се не може турнирот. И се преку трупа е тој. И се добре, не викам дека Панов не требал да игра, Арнома канат Форинтош не можел, па не знам друг, па не знам како, пона, као татко ми немал образложение, немало дело. Некој глупост таква смисла, немало дело и не може. Така 2-3 пати му се случило.
ама вака како дете кога се сеќам, се сите ние сме заглавили што сите сакаме шак. Ама баш така не сум бил. Значи не знам, да речеме да се избличиш во прилеп додека живеел, да се избличиш келав, за да ти биде срам да излараш на корзо со девојки со ова со она, за да можеш само да учиш шак. Да, тоа. За да ти биде срам и ти да можеш да се изолираш и да учиш шак, да не ти вовлекува вниманието ништо друго, него да учиш шак. Ама Или се сеќавам ја, ќе се врати од работа, обавезно имаше тие нели во политика, не само политика, него ние шаковски гласници од Загреб тие малечките. Да. Со саат ти анализираше, с цигара ти анализира и тоа дописни партии, ове Крум Крстев доаѓаше и одеднаш, не знам како тоа се случи, дека дали ние кога правивме интерес за шак, како да не го како да го замрза шак. Како некој, не знам, од денес шак нема. А до тогаш по загрозен не сум бил. Сите ние сме нели тоа шак кога ги се заразиш. Може не е правиот израз го замрзал шакот. Па не знам како да кажам, него не го замрза, него некој задоволство од некоја причина се појавило и решил да го... да речеме, се ја играм баш малку шак. Кога да речеме од 15-та година до сега, скоро 48 кога е тоа, тоа не е малку. Тоа е 25 години, тоа е 22-3 години. За 22-3 години еднаш не сме седнале да анализираме партија. Ни еднаш. Заедно, не. Ни еднаш. А не да ми покаже потез. Абе ни еднаш некој, например, не знам, успех, се појавил успех, дај да видим, си победил мајстор или како па, ни еднаш. Затоа викам се, тоа дали е замрзување или не знам, или... Па не, тоа се чуди, например, на Ничевски синот Дејан, или исто мајсторе, да? Они исто немаат работено заедно, значи шак. Или нешто, они имаа играно мечеви на терасата, меѓу себе, едно лето, и тоа било целиот нивниот за шакот комуникација, значи не работеле заедно, не учел како да синот или било што... Според мене, се не знам ти дали го гледаш, да ја чат пат ќе го видам. Не се го видам. Тој како што рече не ќе шак, така се случило со татото. Се, кај Дејан, што е причината, дали, не знам, со години не може да најде работа или нешто, кој е научара. Ќе го прашам него. Ова сакам да кажам, нели тогаш имаше, сега ти беше меѓу првите најдобрите во Македонија, така? И имаше полуфинални првенства за кои ќе се квалификува на првенството на Југославија. И ти една година се сеќавам во Маврово, јас како дете, зашто тогаш работеше во цементара, татко ми работеше во цементара и во хотелот во Маврово се сретнавме во исто време, беше зима. Ти беше таму пратен да се подготвиш за полуфинале на првенство на Југославија. Да. И со оној убавија чах, тоа е тоа Дубровник оригинален, се книги и нешто, и јас те прашав тогаш ти се обраќав на вие, ама после се многу години се на ти. Не е важно и те замолив дали можам да гледам како се подготваш за првенство полуфинале на Југославија и бев многу среќен што ми дозволи. И ти собата, лок, тука шахот, све книгите, ова, се подготваш, ја гледам од страна, уживанци беше. Па еве тоа ти убави спомени, да. Тоа што викаш ја, затоа што кога не викав толку залюбеник, они во тоа време важел. Ова е 70-тите години, дали 75-та, 74-та, тука некаде, 76-та. Тоа и во тоа време важел он, пази, немало компјутери, немало ни многу информации. И литературата беше оскудна како во тоа време, за да знаеш теорија, не било доволно само ти на шаковски гласник па две партии. Треба да анализираш. Треба да анализираш. Е сега он важел за еден од подобрите аналитичари. Затоа и дописуваш бил најдобар. Тоа сега, тоа репрезентација и твојата генерација имало таму стварно добри дописни играчи. И Хаџи Манев играл дописен шак, и Крум Крстев, Задим Чиневски не знам, Борчен може би не знам кој, добра екипа. И вие сте се учели да анализирате затоа што дописен шак ова и мора да си добар аналитичар, не? Затоа. Така? Не сватив. Дописен шак. Кој играше за репрезентација дописен шак? Да. Кој игра за Јас број најдобар беше. Јас знам дека Крум Крстев, ја колку се сеќам, убави партии, целосни партии. Из цела Европа. Да, целосни партии. А ги имали трака тие партии? Тие двете ќе ги покажувам, зашто ја сакав тие двете за дописен шак. Например, тој првиот потез шак што ти ја покажам партијата,
Тоа Чека, е за партиите ќе каже се. Сега ќе Ама одиме тоа е на дописно. Дописни се, одлично. да. И сега што сега да кажам за тоа за Крум Крстев? Например, Крум Крстев е многу солиден и зафрик на Жегису, в смисла Мостар, нели? Сумникал се. Да, Арнома доаѓал татко ми да ме ги анализира партиите. Секој поричек доаѓаше. Не верува во своите анализи, доаѓаше тамо да анализираат заедно. Да види, да. Тоа сакам да кажам. И затоа и тие партии дај подоци ќе збориме за тие. Десетина години во Врбот. Кога се раѓам ја, прекинува. Национален мајстор на Југославија, што било потешко него да се стане фиде мајстор. Арнома, од некои причини, дали Димче Илевски, дали не знам кој, стално нешто му збореа, дај тоа фиде мајстор, дај тоа фиде мајстор, татко ми нешто не сакаше тоа. И ден денес имаме закачено национален мајстор, тоа фиде мајстор го нема нигде. Иако ја има, нели таа диплома. Сега фиде мајстор некој го тераше да стане фиде мајстор. И на 81 година на велемајсторски турнир, тоа е затоа и го кажам, тоа на велемајсторски турнир ќе се играат многу и познати велемајстори. И од Македонија колку што се сеќам, не знам, Давче колку што се сеќам, Цвитан играше, Дамјановиќ играше, Немет. Тоа да не е она што го организираше Крум Митковски турнир. Не, 81-а. Арновика човек. Крум го организираш, Крум Митковски. Абе, имаше пари излеа повеќе и Ја мислам дека Крум Митковски го организираше. Не сум сигурен, само знам. Може да, таму тогаш јас мајстор. Мајстор стана, не, играше одлично играше. Знам, ама не, тоа е, знам да се сеќавам дека тоа што победи со Немет, не знам, Соло и Соној, со Давче баш една убава партија се сеќам, Арнома кога играше со Дамјановиќ, нешто таму се шушкало во Дека ќе предаде. дека Дамјановиќ ќе предаде, дека му местат на татко ми цементара му мести да стане мајстор. Да. Да стане мајстор и сега татко ми слушал тоа, дали идол веца, дали не знам што, слушал тоа, предава. Предал партија. Предава, а да речем треба има уште 2-3 кола, му треба пола поен или така нешто. Да, не, му треба поен од 3 да стане мајстор. И стои надмечно со Дамјановиќ. А Дамјановиќ до тоа време младински prvак на Југославија. А Дамјановиќ е јако од кога се родил, што се вика, толку силно играше. И сега, јас сум зборил со Дамјановиќ подоцна. И сега Ничевски, Круме Митковски доаѓале да го молат татко ми да се врати на турнирот. Дека не е наместено, дека не постои такво нешто. Е сега што... А не, Дамјановиќ не е тој тип. Не, што било во финтата? Во последниот информатор, во некоја најдобра варијанта, кога земаш LF6, сите партии до тогаш можни биле LF6. Некоја, не знам, чудна некоја варијанта, или Раузер, не знам. Овој зел GF6. До тогаш не било познато тоа. GF6 во тој информатор во последниот стои одличен потез, новост. Арнома, татко ми на партија го оборува тоа. Тој стварно е слаб потез. И татко ми го оборува. Кажува како треба. Покажува како треба и ама наоѓа на табла. И сега заради тој потез GF6, тој сомнеш бил, да? Сомнеш. И после доаѓале со книгата да му покажат дека LF6 дека тоа го има, дека е новост, дека ова, дека татко ми тоа говорил на табла. Овој млад играч во Трент. Така. И сега се враќа предпоследно кога сеќам и на партијата на Карокан со кој да седам со Давче. Победува лесно и убаво. И лесно. И после последно кога Реми го изигра 10 потеза со Цвитан. Мислам, веќе освоена титулата, ама со Цвитан. Така и стане и пријатели со Цвитан, нели со Цвитан и... Со сите бев пријател, Со сите не си конфликтен, смирен, скромен, со супер смисла за... Например со Немет, играат партија, супер велемајстор. Играат партија и тоа нешто се сеќа. Може да го има тоа тука. Конј Депет, некоја жртва сицилијанка, ајде што победил. Веќе дека нас на гости пијат. Еме беше познат по тоа. Да. И значи нема тука. Сејало тоа е. Имам многу фотографии. Сликано е се. Добро. Додиме полека на шеговската табла да... И уште нешто што е интересно. Тоа, кога го спомнам на Џајко, Да. еве се замисли.
Джајко организира, не знам, пред крајот на својот живот, организира меч. Сака меч да игра само со татко. Да. И го кани. И Го Јорги, при- А? Тане оди со мене. Кој таа? Блатко, Блатко. не таа, Блатко. И зошто сака да го игра мечот? Да се нешто кога постоело ривалитет во татко ми ги прекина да игра, да учи шах. Не е бил тек. Чувал некој потез што го анализирал 20 години и демек му оборил нека анализа на татко. Се тоа и валја имале тема мечеви или не знам што имало на времето кога биле млади. Се игра мечот. И тој потез што го чувал 20 години. Му го борува за дабл. Браво. Му го борува за дабл. Ништо не вредило тој 20 години што анализирал. И стварно се покажува после дека Мадор преди да завршува ремијата заради Прилеп завршува вече 2-2. Така? Да. Така и испелно. Сега уште што сега да кажам, тоа и ти знаеш, нема што тука, ама тоа генерално важи за сите македонски шахисти. Според мене талент за шах, тоа се гледа, значи талент, силно игра, ама многу превиди. Многу превиди и многу мои партии изгубени што биле заслужени да се победат. Многу. Не завршени. Ама многу. Сега тоа ја го припишувам само на рутина. Во Македонија се игра тогаш, па и сега, 2-3 турнира годишно. Па ја знам кога почнав да играм и Србија, за една година станав интермајстор. А тука 2290, 2290. Па тоа е, сигурно е тоа. Што повеќе играш рутина и нема и превиди. Треба да шахот. Да. Првата партија меѓу татко ми, односно Кизо Христо и Подкрешек, кој што во тоа време бил шаховски велемајстор во дописен шах и шаховски интернационален мајстор во обичен шах, во нормален шах. Значи татко ми Е4, со белиев, Е4, Е5, конј F3, конј C6, ловец B5, A6, ловец A4, D6. Ова се воведни потези во наклонна штајница одбрана. Денеска во, не знам, теоријата се смета дека бели е малку подобар, затоа што е малку пасивно за црни, ама не е лесно да се. Ама е многу солидно. Да, не е лесно, да. Сепак е цврсто, нема слабости. Нема слабости, знаеш кој играла со црни многу често? Ја од помодерниве знам. Од кој? Шорт. Шорт, ама Шорт да речеме веќе не е толку активен, туку Мамедјаров му е една основа. Па не, сум го видел и дури овој, и Карлсен. И Карлсен знае да игра, и Карлсен знае да игра, и овој исто така сега почна да игра Артемиев исто така. Добро, тој Артемиев игра чудно, тој многу чудно игра. Добар е. Мене ми е еден од омилените играчи. Да, чудно игра, така намерно не игра баш добро. Не игра стандардно да кажем. Сега се тука има нели многу потези, има C4, има C3 рокада. C3 рокада, има многу потези, еден од потезите кој што според мене и најсолиден е ловец C6, BC6, D4. Сега тука дали или F6 или ED4. Две основни продолженија, мислам дека и ден денес. Да, така. И двете се, теоријата вика, попасивно за црни, ама се игра, не е лесно. Секогаш е црни малку попасивен. Извини, ке се уфрлам и тука, и Фируџа играше меч на рапид темпо против Иванчук, исто играше оваа одбрана, значи Фируџа со црни фигури, Иванчук исто оваа KL6 и D4, Фируџа F6 играше. Ова и доби после. Да, па F6 е мислам и поглавен потез од DD4. F6, L3, G6. Сега G6 не е, како да кажам, не е најдобар потез. Е добар, не е најдобар. Обично играат конј 7, конј G6. Ама јас секој сум се прашал, ако конј 7, што на H4? И не ми е јасно. Пошто ја можам да си играм конј C3, дама D2, голема рокада. Многу појасно е за белиот како сега. Па. И сега оваа партија што ти говорев, ја гледав значи во живо. Така е баш? И баш така. Сега Иванчук не одигра H4, а од друга страна коментира Рауф Мамедов, го коментира мечот. И сега вика, очекувам дека Васили вика
Михајловиќ вика ќе одигра вика сега H4 затоа што вика секогаш кога е коњот на G6 вика Да, никогаш да. не ми било јасно вика заради исто вика H4 H5 го брка тој конј, фаќа простор таму и вика како црниот ќе прави контра игра, не е не ми е лесно. сосема јасно, да. И сега ја претпоставам дека ќе се Ама игра иначе H5. не играше така. Не, претпоставам дека ќе се игра H5 Да. и конј G6 така некако, ама пак каде рокада. Да. Ја ќе одрам коњите 2 G3, ќе дама е 2 голема рокада, не е просто, не е Многу е лесно. магловито за Не е црниот лесно. како треба да игра. Дамата на едва на C4 може да момент кралот така да е на F7. Не е баш. Ја и денес кога ги или сега се занимавам со тренерска работа, кога ги учам децата, скоро никогаш конј на G6 и конј на B6. Скоро никогаш. Ебе баш заради H4 и заради A4. Ја4, да. Добро, одиме на партија, да се Добро. враќаме назад. Е сега, оп. Тоа е за коња 7, значи ловец C3, G6, солидно е. Да, солидно е. цврсто е. Дама D2, ловец G7, конј C3, конј 7, H3. И сега не е идејата H3 да се спрети ловец G7, него идејата е G4. H3 е сега секогаш после ED4, конј D4, C5, конј 2, подобра структура, пак е подобар. Ловец H6, голема рокада, H4, G4. Што е најважно, јасно е белиот како игра. Да, јасен не. е планот. А за црниот баш не е... Црниот само Треба се да пази. пошто Многу јас треба сум ги да сум пази. играл слични позиции со црни, А со F5 чекаш, можеби не чекаш. чекаш и- некако да се расплетка работат и два ловци во некоја завршица. Ништо Да. друго. Да. Ништо друго. Ловец E6, ловец H е просто. Сега нема ни два ловци. Чиста работа. Кажувај ги потезите. Добро. Дама D2, се враќаме на дама D2, ловец G7, конј C3, конј 7, H3, мала рокада, ловец H6. Ловец H6, дама H6 е слично. Значи пак е бели малку подобар. Ловец E6, голема рокада, дама B8. Во слични некои позиции и ловец G7, крал G7, B3 е исто солидно. Крал B2, G4, нема напад, тамо нема Не, напад. тој ќе игра дама B4 A5 нешто. Ама нема Да, напад. Да, Зашто и секоја завршница е полоша, конја 4, да. нема напад. На структура и Да, сега, па татко ми бил познат по тоа што играл остро. Остро играше како бридж. Да, остро. Остро и силно. И а конкретно. на пример ја би изиграл вака. D5, и сега нема како, незгодно е. Ако D5, C5 е слабост. Да. Е баш како што G4, ама идејата е B3 конја 4 конј C5, некоја Да. завршница, Да. и незгодно е. Да. А ако игра F5, Поле G5 добил. да. Кој ги По и H4, не и H4 многу е слаб. Многу е слаб кралот. Да, така. H4. И А не се гледа, што дама B4, толку не дама се- B4, не тоа се особено B3, црниот е бавен. па слични позиции во Змаева, Сицилијанка не се опасни, Да, а не во ова со пешак на E5. да. Така е. Се враќаме на G4, дама B4, A3, дама B4, Дама B6. дама B6, ловец G7, крал G7, топ G1, идејата е проста, H4, Топ од на G1, да, за топ. другиот топ има работа на Хали. Да, се или разбора. H4, H5 или H4, G5, едно. Топ B8. Сега B3 не е баш, сега сепак ловецот е нешто, може да жртвува, па пешак има на A3. Кој да еде? Кој да еде, да. Сега C5, ако се игра C5, D5 ке затвора. да. Сега компјутер вика дека е нејасно. Ја повеќе сакам за бели. Ама не е толку просто, се игра. Да. Ловец G7, крал G7, топ B8, пак кој ден, ловец G8 е... Не го разбирам овој пат. Не знам што е идејата. Против D5. И C5 ли спрема? C5 веројатно спрема. Не, воопшто не го разбирам овој пат. Па пас потек се. Не знам точно што да го. Да. H4, H6, G5, сега, од тука почна. Значи целата идеја, јас зашто сум задоволен од оваа партија, G5, од овој потез. Не е лесен потез. G5, F, G5, дама C3. Воопшто не е лесен потез. Да. Значи, G5, ајде разбирам D5 да ме... И готово. Сега е практично готово. Нема потез. Дама C3, фантастичен потек. Нема потез. Нема се. Готово. Стварно незгодно. Да. И се само може да докажеме партијата до крај, затоа што е... Да кажеме, да. Да докажеме, пошто е позицијата е апсолутно изгубена. Добро. То Б на D8, HG5, H5,
топ H4. Сега пак да се вратам на тоа зашто ги одбрав овие две партии. И сега со компјутер, и тогаш, пошто се дописни партии, што се анализирани, нема грешка. Овие некои потези што сум ги додавал, тоа е чисто малку, можело и вака, можело и така. Да, Ама нема грешка, нема, еве тука да Да. пуштиме со компјутер, исто е. Да. Топ H4, крал H7, D5, D5, нема, D5, Да. немаше, конј е 5 готово. D5, конј D2, ловец E6 и топ 1. Мене ми изненади овој потез. Спо стокфиш најдобар потез. Па да, Пази, најдобар потез. Да, затоа што ED5 таму некој момент и топот ќе има работа. Да, таму. и се F4, F5 или нешто, не знам. А може. Тоа и е сигурно. F5, да. D4, дама D3, C5, F4. Не, и топ H4 не беше лесен потез. И топ H4 не е лесен. лесен. А и двата потеза, и топ 1 и топ H4 прва линија. Да, браво. Фантастично. Конј F2, F5, C4, конј C4, дама C5, F6, топ F2, топ F1, топ F8, топ зема F2, топ зема F2, топ H3. И ово е најдобар Топ потез. H3 се идеја топ F3, Да. да влезе таму. Да. Да. Конј G8, C3, дама E7, CD, дама E6, D5, дама G4, крал B1, дама G5, D6, топ F8, топ G3, D7 се идеја E6, E7. Топ G3 дама D8 10. Да. Да. Готово. Значи, ја од оваа партија сум задоволен, стварно, тука во H4, H6, G5, F, дама C3. Да, фантастично. Да. Не е лесен потез воопшто. Не. Не е лесен. И со компјутер, и со се, дава дека... И топ H4, И топ длабок H4. потек исто, таму поле F4 пази и оддалеку Да. поста нешто ќе има. Ама не, ова е веќе стварно тешко. Тешко, да. Така е. Сега идеме на другата партија. Оваа варијанта многу ја сакам, затоа и одбрав, што стварно е оваа варијанта многу остра. Татко ми е црни. E4, E5, конј F3, конј C6, ловец B5, A6, ловец A4, конј F6. Нели пред тоа кажавме дека и со бели и со црни играл Шпанка. Не, и на E4 E5 Да, експерт, да. место исто со црни фигури. На рукада B5, ловец B3, ловец B7. И ова, и ја играм ова. Ова нели Албин Планиц играше оваа варијанта. Да. Албин Планиц, Да. тоа што е Архангелска. 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 Ова е според мене најинтересна Шпанка. Не викам дека е најдобра, најинтересна, затоа што другите се малку, да кажам, Па добри, Каруана сака да ја игра и други типови. тие играат малку со прин ловец C5. Прво ловец C5, Тие, помодерен, да, ама помодерно, па нешто ловец на G4 играат, па ова е подруго. Сега најверојатно во овој редослед на потези, овој потез прави малку проблеми, C3. Сега тука има некои варијанти конја 4, па D4, па конја 5, па LC2, па ED4, па не знам како беше тоа, ловец E4, ловец E4, топ E1, D5, B4, конј C4, конј D4, C5, DC, LC, F3, рокада, вака нешто, топ E4, топ E4, дама D5, со идеја B4, со идеја B4 као компензација. Арно, ама сега со компјутериве наоѓаат како биле се брани. како се брани и останува некаква фигура и не знам ја. И сега затоа сега секогаш на C3 секогаш има да играш нормално, да речеме на смисло варијанта. C3 D4, D6, D6, да, D4, D6, L7 и така. Сега По класични варијанти. до нормални варијанти, да. Хаша се важно да нема кој G5, зашто ловецот да веќе на B3. Да, ама ја мислам дека сепак C3 е најпринципион, да. Сега топ 1 личи дека е добро, што и нормално, нели LC5, C3, D6, D4, LB6 ова е исто Архангелска. па Архангелска, да, сега блегува. Да. Сега тука има H3, ова ја знам, баш добро ја знам. H3, A4 и ловец G5. Ловец G5 делува најнормално, затоа што нема ловецот не е на E7, Да. личи дека е опасно. Макар што пред рокада дали е толку опасно, не сум сигурен. Па да, не, па H6 и G5, да. Сега, ама после за фрканцијата, например, Добро. ако игра A4, се да покажам малку,
ако игра А4, така, добре. А4, H6, АБ5, АБ5, топа 8, дама 8, конја 3, рокада, конј Б5, сега, Еде и конја пет. еде, така, CD, конја 5, На Е4 на 5. да, LC2, не, LC2 не може, L4, Да, D5 мора, мора D5, да. мора D5 и сега е тоа, конј B3, дама B3, конј E4, на топ E4, Ловец D5. ловец D5 и готово. Се предава. Значи А4... Уште ловец C2 покажи? Дама C2? Не, на ловец C2 само два пати напаѓа. три пати на напаѓа. Не може, да. ако- Да, не, јасно. Да, значи на LC2 и L4... Да, така е. Се тоа е на А4. На H3, тоа е на А4. На H3, H6, ловец Е3, рокада, конј БД2 и сега тука има, например, ја сакам да играм вака, топ Е8. Сега има тамо некои варијанти ЕД4, CD4, конј Б4. Сега Со идеја C5. дама Б1, C5, C4, сега, C5, да. ама топ Е8 мене ми е посолидно. Да, Сум тоа е бил- по класичен по-солидно, пристап, да, ова е помодерен пристап. Па не, некако, не знам, да играм конј Б4 и C5 со ловецот на Б6 не ми делува нормално. Ловецот да е N7 ми делува да играм C5. Сега, например, како беше тоа? Конј Да, Б2? Ама добро, мислам дека ќе го отвори со C4 понатаму. Ама дава поле Некако D4 не една за знам, друга. не ми да. се Сега ова не ми изгледа логично вака. Да е ловецот на Е7 пологично ми е, вака некако не ми прави кеф. Добро. Тоа е на H3. А иначе L3 D5 не се плаши никој, што ти кој Па ќе тоа е се тргне добро. конјот LB6 CB6 таа структура е добра за Ама- црвет, има по контра игра под C. Не таму само е тоа, не блокиран само центарот тоа, и него пак игра на кралско Не, крило после. не само тоа, него ловецот иде на супер поле, конјот иде на супер поле, да речеме D5. Да. Ќе дојде на F4. Па како? Па доаѓа одма. Да. И се доаѓа LB6 CB6. конј G6, конј G6, LC8, LD7. Да. И кој ловецот на C2 не работи. Така е. Тоа е супер, ништо ова не. Да. Сега ловец G5. Ке татко ми е тоа друго, ти ја ќе покажи ми тоа, сега ловец G5. Пошто е интересно, затоа сега да покажам. Да. Ловец, место H3, ловец G5. H6. Ловец H. Сега тука има многу потези во таа книгата македонски шах ја има со месинг. Ти текнува со месинг партијата. Рокада, ED4, CD4 и завршува партијата после голема борба Реми и тамо во некои весници хрватски ми се чини пишуваше Кизов и Месинг направили су хаос на табли, како беше така нека коментар наслов. Ама ова е подобро, G5, LG3. Сега има дама E7 со голема рокада, може да се игра дама E7 со голема рокада. Се не личи на права шпанка, затоа ми е интересно ова, не личи баш на права шпанка. И мене ми се свиѓа ова, мала рокада. Сега има тука два потеза, H4, D5 не чини, и D5. Сега ќе ти кажам ке на партија со твој добар пријател и мој. Ако D5 не чини, затоа што Да, јасно, затвара таму. И C6, C6 и E4 е слабо, Да. брзо D5. Да. D5 е по-принципијално, зашто во центар така, игра на крилна така. акција и да отвори. Сега H4, да речеме при H4, дело опасно. G4. Кој H2, H5. Да. И сега дама C1 или дама D2, нема врска. Сега теорија дава само до тука. Дава само тука нејасно. И сега ај ти нејасно. Да. Прво ништо стварно нејасно дама, тука треба да се почне сега ова да се гледа. Да, кој H7 или Да, што ли? не, крал H7 е H7, потез. да. И сега ова сум го анализирал. Дама G5, Пет. топ G8, оп. Дама F5, крал H8, ловец F7. Сега има тука исто безброј потези. Најдобар може да се игра LC8, виси дама, ловец E6, ловец E6, дама E6, ловец D4. На CD
Да, кој Дамата- на 4 и готово, и дамата кој- нема. И, да, дамата нема каде. Нема каде. Да. Ако игра дама е не е најдобар потез, најдобар потез е овој. Дама е 7. Ако земе топ Г8 нема Дамата нема да искачи. LC8 Нема да искачи. готово, а ако игра LE6, ако игра тука LF7, дама е 7 LE6, значи ништо не за ловец за 4 пак. И сега вие прво кралот е сигурен, ова е слично како партијата некако со H6G. Коњот не работи, ловец на G3 не работи. Па не е ни да развиен којот на А то па F8 следи. Да, Е сега мене кој најинтересен дел ми е и партијата е се што е интересно за оваа партија. Ќе се вратиме на татко ми партијата, него ова играв ја варијанта пред многу години со Миле Симоновски Хибнер. Покој. Миле Симоновски Хибнер. И Да. Хиленев, Добре да го спомнувам. да. D5 зема, личи на принципиално. Е сега во шпанка секогаш кога ловецот на B7 стално со коњ мора. За да одма да правиш притисак на Е4. E4. Ако е ловец на C8 со пешак, ама кога е на B7 во везен, Да. коњ е 5, D5. Е сега виси на E4. Е сега, новост, прва новост, единствена партија што постои е Хибнер со мене, дама F3. Е сега, заканата е дама F5, дама G6, Да. а заканата е и ловец E5. Да. Е сега, во книгата Михалчишин дава вака. Дама е имам книга, Михалчишин Белјавски има напишана книга, дава вака. Само не ја знаев тогаш, не знаев да го зова. Добро, дама е 7. Не, дама F5, крал G7, L5, топ E8. Тој или другиот? Не е важно, исто е. Аха, Сега, овој сега, на деке не да, е на важно. вака. L6, дама F6, дама F6, крал F6. И заради два ловци, Или компензација. Е да, компензација. Е компензација. е компензација, тоа е сигурно Се е компензација. согласувам, Да. да. Арно, ама, ја тука мене ме шокираше Хибнер, викам, заре можно ова да е изгубена варијанта се. Мисли. Знам дека пола саат мислев. Топ E8, дама F5, сака дама G6, Да. сега на крал G7 L5 и најдов потез. Крал F8. Ако е мој потез LC8, LC8 LG4, Да. губи дама. Ловец е 5, топ е 5, дама Ловец E5, топ E5, дама E5, ловец F2. Ако крал F2, конј G4. 4 не може да, не може да се. Да. Ако крал F1, ловец E1, крал E1, ловец E4. И готово. Пешак поише. Дама D3 следи. Сега на G3. На G3 мислам дека беше или LF3 или... Ама се едно е изгубена позицијата. Сега можам и дама E7 само да сменам. Да, ама не имаше мат тука некако. Може и Да. дама D3 имаш потез, некој чуден потез, не знам. Не, дама дали беше ловец F3 прво, Да, не, се гледа дека е опасно. да, ловец F3 прво или дама, не ми текна сега, ама знам дека е изгубено. Да. Е сега, тоа е значи на ловец G5. Сега да видиме, партијата иде на ловец B7, на ловец B7 D4. А ова е во партијата. Ова е во D4. партијата, D4. Па и ова е многу остра варијанта. Многу остра, ама не е добро за бели. Добро, ајде да видиме. Не е добро. Конј D4. Ако земе конј D4, E4, E5, конј E4, дама D4 не е добро заради ловец C5. Сакам да изиграм конј C5, да земам ловец. Да. Ја да речеме, еве, некоја... Никаков проблем нема. F3 конј C5, нема проблем никаков, да. Е сега, порано, ама пак немало толку информации. Ловец F7, крал F7, конј E5, крал G8, дама D4, C5, Ова е во партијата. да, така? дама D1, дама E8, конј F3, дама E4. Е сега од авион се гледа дека белиот црниот добар. Два ловци, центар, просто H6, крал H7. Е се што е чудно. Конј C3, се и дама C6 и дама G6, се е добро. Е сега, да, татко ми изиграл дама C6. Ја држи батеријата. Што оваа партија тој Гергорија повторил следната година со него на дописа и следната година изгуби. И следната година Му требало помалку време да се убеди дека нече не ја Да научи. Дека ништо не дава, да. дама C6, LG5, B4,
Може B4 не мора, ама добре. Добре. B4, Темпови. конј B1, Да. H6, LH. Сега мене, што ми се допадна оваа партија? Сега тука може да играш било што. Крал H7. Да, можеш позиција. Што сакаш да играш? То P8, Да. G5, LG3, H5. Воопшто не е лесно Да. да се одлучиш. Сега добро, со анализи, сепак дописна партија, со анализи со ова, со она, изанализирано е. Да. Ама воопшто не е лесно. Да. L5, H4, Дама D3, G4. Воопшто не е лесно. Да. Конј E1, топ H6, F3, C4, Дама F5, H3, конј D2, топ E8, Дама C5 меѓупотез, Ловец F6, дама C5 шах. да, ловец F6, Дама C5, ловец C5, крал H1, топ F6, топ D1, топ E2, потполно изгубена позиција. Да. C3, HG2, конј G2, G3. GF3, конј H4, F2, што е мат? Мат, конј G2, топ G6 готово. Во еден здив одигра Да. партија. Во еден здив, да. Сега во некоја тој нешто во следната партија нешто као промени, нема позицијата, Да. позицијата нешто. Сега мислам им се допадна партиите само затоа што еве било кад. Еве ќе уклучим, не знам дали има тука, може да има некој енџин, не знам. Да видим се, дама D1, ево дека. LG5, B4 кој бе, LG4, G5, така? Да. LG, ќе пуштам некој. Сигурно има некој. Има, да. H5. Прва линија. Прва линија, да. И сите после. Прва линија. Не, па во еден здив е партијата одиграна, се гледа, тоа е толку мислам се енергично, се. Се добро, ќе мене, ама пак ќе го даде, после некој време пак ќе го даде. Да. Пак ќе го даде H5. Да. Мислам тука се е добро оваа позиција. H5 и то Пак ќе го даде, сум ги пуштал, јас сум се чудел. Да. И оние тамо на претходната партија, ето и B4, се сум ги гледал. Значи биле солидни партии, не биле на како да кажам со грешки. Почитувани превршуваме оваа емисија, за мене многу интересна, многу возбудлива со Ристо Кизов, легенда на македонскиот шах, шампион на Македонија 1923 година и еден од најуспешните во 2 децении, би рекол јас, значена и колоритна фигура во македонскиот шах, со многу добар стил на игра, многу интересен, остар стил на игра, конкретен стил на игра, нема тука ова кочење уместо стоење, тапкање во место, се конкретно, јасно и остро и опасно. И самиот на своја кожа знам кога бев јас уште таму на 16 години, добив неколку лекции од Ристо Кизов, ги помнам и ден денеска, беа многу значени. Значи како турнирски партнер зборувам. И во тие сицилијански одбрани еднаш и во Дарвин Гамбит и така натаму. Но добро, ти благодарам што дојде денес, иако веќе не си толку подвижен како некогаш и не си толку бодар и така натаму, ама момчињава се доевете чуваат, фала Богу, вака да ми се крепиш, да ми бидеш добар, да уживкаш во животот и да се радуваш на успесите на децата и на внуците. Тоа е. Да, мора за некој. Така е, да имаме мотивација, нели? Да не се предаваме. Благодарам многу што дете. Го благодарам и на Атанас Кизов, традиционалниот мајстор, значи кога го помнам од дете, кога беше мал, му ги фрлаше фигурите на татка си, ама после шах постана неизоставен дел од животот, и ден денес е така. Шаховско семејство, поздрав и до Владче дома, најславено ми Лидија Кизова уште еднаш, значи шампионка на Македонија, едно од најдобрите од еднодеценијски период сигурно, значи едно шаховско прекрасно семејство и благодарам што бевте тука со нас денеска. И само добро здравје и само напред. Почитуване, се надевам дека беше интересно, дека беше возбудливо. Бидете и понатаму со нас, вие следете емисијата Шах со Љубош Шабденовски, да поздравам искрено.